Добар ден, драги гледачи, со мене Сергеј Варошлија во уште едно издание на Студио 1 на темата мода. Како впрочем и пред неколку дена и денеска ќе одиме со проверување на модните блогерки или модните инфлуенсерки. Битола ја проверивме еднашка, ќе ја провериме уште еднашка, заради тоа што таму и се испоставува дека има повеќе такви. Нема да изостанат и другите градови во Македонија, Скопје пројде, сега е Битола наред, а за другите градови и понатака. Така да видиме што имаме денеска. Прво, никако да не ме сваќаат лично. Ако може политичари и ликови сериозни да не се љутат за моите модни критики, немојте ни вие да го сваќате ништо лично. Не ви ја атакувам личноста, туку ви ја атакувам гардеробата, која во овој случај секое парче само за себе може би е добро. Меѓутоа, оваа комбинација е апсолутно нефункционална. Единствен добар детал се чевлите. Преагресивен мејкап, Тексас јакната со таа сукња и со таа блуза, апсолутно не. За разлика од првата, ова е одлична комбинација, многу софистицирана, многу елегантна. Повторно ќе кажам, ми се допаѓа деталот на очарите, торбата и чевлите. Ми се допаѓа исклучително бојата на сукњата, должината е одлична и кошулата е перфектна. За ова девојчето има браво. Така е. Морам да кажам, пристојна, урбана, улична, градска кул комбинација, која што дефинитивно проаѓа од секојдневието. Не е нешто многу модна, меѓутоа е секојдневна варијанта која што сите од нас малтене ја практикуваме, така да е сосема во ред. И исто така одлична комбинација, мислам дека станува збор за истата девојка. Ми се допаѓа како ги искомбинирала патиките со таа должина на сукња, со блузата, со торбата, одличен аксесуар и буквално изгледа тука светски. Овдека баш и не изгледа светски. Истата девојка. Зошто? Сакам да и се обраќам лично и да ме свати на вистинскиот начин. Станува збор за, го проверив нејзиниот Инстаграм профил, станува збор за исклучително убава девојка со убаво лице, која што сака да биде Ким Кардашијан. Впрочем, тоа и го постира на нејзиниот профил или така ја нарекуваат или како да. Тоа е првата грешка. Зошто да сака да биде некој друг, а не да биде автентична самата на себе си? Тоа е првата грешка. Значи, тргнете се од Ким Кардашијан. Ким Кардашијан е една личност и е инфлуентна апсолутно во светот на модата и во изгледот и во мејкапот и во се. Меѓутоа, доколку сакате да личите на неизе, тука ја правите првата грешка. Бидете автентични самите на себе си. Повторно ќе кажам, парчењата сами по себе не се лоши, односно чевлите се ужасни. Тука највеќе ми смета црната коса, предоминантна е, црвената кошула е сосема во ред, должината на сукњата ќе беше многу подобра доколку беше подолга и да не е искомбинирана со тие чевли. И повторно не ми е јасна работа што е со оваа позава вака, со главата демек надоле, као нешто, не знам, срамежливо или како и да е, мислам, тоа е више дегуте. Ајде да се јавиме на оваа Мерлин Монро што ќе каже. Добро, Мерлин Монро е блондинка, па заради тоа може да и така реагира. Повторно, одлична комбинација. Еден летен, урбан, секојдневен, убав изглед, одлично одбрана кошула искомбинирана со шорцеви, торба и чевли. Супер. Ете, повторно истата девојка, се на неизе е во ред, освен зошто чашата. Зошто чашата? Фустанот е одличен, се гледа дека одлична изработка. Мејкапот може би е преагресивен и е пресилен, прејак. Деталот во косата и не ми смета толку колку што ми смета исто така тој контраст на таа црна боја на коса
со агресивен мејкап и зошто промовирањето и ставањето на себе си во концепт на како пијам алкохол, кога има толку убав устан и толку треба да си даде една доза на софистицираност самата на себе, една елеганција. Нека ми го послуша советот, ќе види како ќе изгледа многу подобро. И нека проба да ја промени бојата на косата. Знам дека е исклучително тешко да се промени црната боја на коса. Тоа не значи дека треба да биде плава. Меѓутоа не треба да биде црна фарба на боја. Неколку пати кажувам дека црната фарба не ја користете периодов, е аут, баш кај е лето. Многу ќе изгледа подобро да оди на некоја си кафена медова варијанта и многу повеќе свежина и светлина ќе даде на ликот. Зошто? Зошто усвечен фустан со демоде пунџа и со таа локна што виси, повторно во некоја поза као сирена и качена на шанка? Каде е ова? Како ова е модно? Ова не е модно. А да видиме Анџелина што мисли. Why no? Секако дека не. Тука е и она стои. Овие улични комбинации, вакви, повторно нема елеганција, нема софистицираност, нема ништо модно ново. Ова изгледа како рендом да е слика на некој што сака да се третира како блогер или како познавач на модата, нема да си дозволи да стави ваква фотографија, би предложил да ја тргне од нејзиниот Инстаграм профил. Да, тука изгледа сосема солидно. Ми се допаѓа тој беш фустан. На преклоп има дворедно некое закопчување. Е малку као досадна комбинација, меѓутоа не можам да кажам дека е лоша. Деколтето е сосема во ред, ја прати низината линија на телото. Повторно ќе кажам малку мејкапот кај оваа девојка е преагресивен, нека оди малку со посмирен мејкап. Мислам дека самите ви е јасно каде е тука модната катастрофа. Фустанот е добар сам по себе, меѓутоа што е со чевлите? Зошто? Она има убава фигура, изгледа добро, зошто има потреба да се огруби самата себе си, ставајќи доле топуци на нозете, драги гледачи? Не стојат на секого и не смее секој да се игра со чевли на платформа. Во овој случај ја упропастиле целата комбинација. Чевлите со платформи за друг изглед. За овој изглед апсолутно не ќе одеа одлично сандали, ќе одеа одлично салонки, дури нешто да се ставеше во колвар. Фустанот е супер и внимавајте кога се сликате, заради тоа што како што треба да пратите тренд во облеката и во чевлите и во косата, има тренд и во фотографирањето, односно изберете го вистинскиот амбиент. Ова не е добар амбиент за модна фотографија и не е добра варијанта на едитирање, односно фотошопирање на сликата. Фотошопирањето не е ништо страшно, сите го правиме тоа, меѓутоа има тука и тековен начин. Ако сакате да ја представите облеката да изгледа тоа трендовски, треба да одберете и соодветен амбиент каде што ќе се сликате во конкретното парче. Сега, бидејќи зборував дека мејкапот, шминката е преагресивна, а кај битолчанкиве приметив дека имаат преагресивен мејкап и има некоја урбана легенда која што не знам дали е вистина или не, која што овдека ние скопјани ја слушаме, дека битолчанките не ваделе шминка навечер или дека спиеле со шминка и спиеле со залепени трепки и утре дента само така станувале и ги дотуткуеле, дотурале црнило. Не. Тоа не смее да е во 21 век. Така, јас не верувам во таа урбана легенда и затоа ќе им предложам нека одат летово со малку помирен мејкап. Што тоа подразбира? Ете така е. Уште поубави ќе бидете. Сите девојки што ги покажав имаат многу убави лица. Зошто имате потреба да се преправите самите себе си, кога може да го извадите најдоброто од себе, например на овој начин? Или на овој начин? Значи, само со перфектно исенчано лице, исконтурирано, идеално нацртани веги, убаво додадена маскара, убаво исенчано природно око со природно уста. Сепак е лето, така да... Или еве го мојот, например, омилен изглед за летово, кој што не знам зошто не го практикувате и ова е сериозен тренд. Не е дека само црните очи, smoky eyes
и дека ќе ставите бело под око и овој дел ќе го направите да свети, ќе ги напучите устите и сте завршиле работа. Не, така сте ја упропастиле работата. Еве ви еден тековен предлог за мејкапот. За мене во студио 1 за денеска толку. Се надевам дека ме разбравте што зборувам и се гледаме повторно утре на истото место во истото време со мене на темата мода. Имете убав остаток од денот.